Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Австралиската авиокомпанија Qantas ја приземи целата своја флота. За причината ќе ви кажеме веднаш по пораката на председателот Барак Обама до републиканците, додека американците ја чекаат промената во Вашингтон за која се изјаснија. Американскиот председател Барак Обама повикува на компромис со републиканците откако неговата демократска партија забележа значителен пораст на конгресните избори. Но републиканците инсистираат дека до соработка ќе дојде само доколку Обама поиде по нивна насока. Водачот на републиканците во Сенатот Мич Маконел ќе даде ваков коментар во говорот во конзервативната фондација Heritage во Вашингтон. Во делови на говорот објавени пред обраќањето Маконел исто така го брани својот претходно даден коментар дека главен приоритет на републиканците во наредните 2 години е да обезбедат да не дојде до реизбор на Обама. Маконел смета дека единствениот начин на републиканската партија да ги оствари целите и да го повлече законот на Обама за реформа на здравствената заштита и да ги намали трошоците и обемот на владата е преку поставување на некој друг во Белата куќа кој нема да стави вето на таквите мерки. А од другите вести, австралискиот авионски превозник Qantas ја приземи целата флота Airbus, откако проблем со моторот предизвика принудно слетување во Сингапур на авионот типот Airbus A380, најголемиот патнички авион во светот. Еден од неговите 4 мотори откажа накусо по полетувањето за Сиднеј. Во инцидентот немало повредени. Автомобилската компанија Toyota вели дека ќе повлече 135.000 автомобили продадени во Јапонија и Европа поради проблеми со софтверот што може да отежни нивно возење. Ова е најнова препрека за светски најголемиот производител на автомобили, чија репутација веќе страдаше со повлекувањето на преку 10 милиони возила порано годинава. Wall Street ја поздрави изборната победа на републиканците. Некои стручњаци очекуваат првата манифестација на промената да биде легислативен застој, но тоа може да биде добро за американскиот бизнис, следи извештај од Њујорк. Изборите од вторникот на републиканците им дадоа контрола на представничкиот дом. Професорот за политички науки од Универзитетот Колумбија, Роберт Шапиро, вели дека тоа може да ја заглави легислативата во Сенатот, каде демократите ја задржаа контролата. Фактот што имаме еден вид поделена влада, се што републиканците ќе сакаат да направат ќе биде освоетено од демократите во Сенатот или на крајот председателот ќе стави вето. Од друга страна, се што Обама или Сенатот ќе сакаат да направат нема да помине во представничкиот дом. На Њујоршката берза се слави од септември наваму во очекување на победата на републиканците. Вредноста на акциите се очекува да расте и натаму. Корт Гвон, директор за размена на харти од вредност во FBN, објаснува. Зошто ова е добро за бизнисот? Затоа што владата не ќе може да направи многу да ја промени бизнис климата. Не може да ги крене даноците, не може да воведе нова регулатива. Затоа е добро за бизнисот. Джозеф Греко, директор за размена на Meridian Equity Partners, вели дека изборите на пазарите им дадоа знак дека владата се врати со нив на иста линија. Има консензус дека ова веќе не е еднонасочна влада. Изборите се погрижија председателот да нема премногу моќ. Греко вели дека соработката преку партиските линии во Вашингтон може на САД да им помогнат да го употребат својот капацитет за иновација, за креирање работни места и подобрување на меѓународната позиција на Америка. Тоа би било прогрес. Спротивното е Конгрес што неќе може да мрдне. Со стотици илјади легални мигранти кои влегуваат во Европа секоја година, државите на Европската Унија ги здружуваат силите за да ги затврстат границите на Унијата. Полицајци од цел континент пристигнаа во Грција за операцијата Посејдон, чија цел е обезбедување на границата на Европската Унија со Турција. Хенри Риджвел од Гласот на Америка им се приклучи во патролирањето. Еве го неговиот запис. Среден ноќ е на граница меѓу Грција и Турција.
Тим од австријски и грчки полицајци користат термални камери за откривање на лица кои се обидуваат илегално да влезат во Европа. Такви има во просек 10.000 месечно, главно од Северна Африка и Јужна Азија. Европските влади решија да стават крај на тоа. Тело, наречено Frontex, го координира испраќањето на полицајци во Грција. Некои мигранти пливаат преку реката Еврос меѓу Турција и Грција, други се уште посмели. Но полицајците се опремени со најнова технологија. Овие сензори откриваат чукање на срцето, ако има некој сокриен во возило. Приказни има колку сакаш. Овде би требало да има резервоар за вода, но со дупло дно е. Сомнително ни беше и го продупчивме. 6 лица беа скриени таму. Фатените потоа зборуваат. Ова е полицаец од Данска. 10 години интервјуирам фатени и сите имаат неверојатни приказни, но вистинската приказна е токму таа верзија. Превезувани се како стока. Некои заработуваат многу пари за тоа. Овде во Пиреа, близу Атина, Frontex отвори канцеларија. Раководителот на организацијата Илка Лајтинен вели дека мигранти од Мароко, Алжир, па дури од Авганистан би направиле многу нешто да влезат во Грција. Сега е можно од северноафриканска држава да долетаат во Турција, а Истанбул е место каде се лоцирани многу ефтини авиопревозници и сите летови се пребукирани. Frontex тврди дека резултати има, но на оние кои се решени да го ризикуваат животот да стигнат до Европа, зголеменото полициско присуство не им значи многу. Франција, конгломерат од нации и етнички групи, се чини дека ги затвора вратите за дојденците. Муслиманите и ромите посебно на удар. За тоа утре. Утре во Newsflash. Најголемата муслиманска популација во Европа запрепастена од потегот на Париз. Жените не смеат да бидат под вел. Французите одбиваат компромис. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.